По години предупредувања и бројни препораки, судбината на Охрид повторно е во фокусот на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО. Во Бусан, Република Кореја, се очекува донесување на одлука од која ќе зависи дали Македонија ќе добие нова можност и дополнителен рок да ги исполни барањата и да го зачува статусот на едно од највредните светски наследства. Председателката Гордана Силјановска-Давкова цени дека дополнителното време би било нова, но можеби и последна шанса државата да покаже одговорен однос кон Охрид. Според неа, УНЕСКО не очекува само ветувања, туку конкретен план, јасни рокови и видливи резултати, кои досега, како што вели, не ги покажавме во заштитата на природното и културно богатство како цивилизацијска придобивка. Мислам дека треба закон да се донесе за Охрид и за околината, со точно предвидени постапки, што е забрането, што не е забрането, што не смее да се допре. Но мислам дека она што го бара УНЕСКО од нас не е да се справиме со проблемите, што се очигледни, туку да покажеме отворено волја и спремност да почнеме одговорно да се однесуваме кон Охрид. При неодамнешната посета на Охрид, премиерот истакна дека владата побарала дополнителен период да се исправат пропустите создадени во изминатите децении. 6 години бараме период во кој што тоа што било констатирано од минатото ќе го исправиме. Не можеме едноставно супермени да бевме, за 2 години не можеме да исправиме нешто што е 3,5 децени расипувано, а во овој случај, бога ми, малку повеќе. Кога станува збор за дивоградбите и за сето тоа кое што е правено покрај Охридското крајбрежје. Така што ние побаравме, ги аргументиравме нашите позиции. Расправата за Охридскиот регион се уште не дојде на дневен ред на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Бусан. Одлуката за неговиот статус се очекува во продолжението на заседанието, кога ќе биде познато дали Македонија ќе добие дополнителен рок за исполнување на препораките или Охрид ќе се најде на листата на светско наследство во опасност.